Добар ден од мене, нова тема во ново издание на Алфа Ординација. Тироиден карцином е темата за денеска. Ќе ја разработиме со доктор Билјана Црцарева, специјалист по нуклеарна медицина од болницата Аџибадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов повторно. Јас веднаш ќе ве прашам кои се причините за тироидниот карцином, за да понатаму можеме да навлеземе во видовите и се друго што нели треба да се каже врзано за оваа тема. Так, тироидната жлеза, како и секој останат орган во организмот, не изостанува со појава, на жалост, со најлошото заболување, тоа е карциномот. Самите причини, доколку ги бараме, може да се набројуваат, низа и да се кажуваат, меѓутоа, она што е генерално, во кое што лежи целата проблематика, се тие мутации кои што настануваат на ниво на клетката. Самата тироидна жлеза, знаеме прво како орган, е сместена во долната третина од вратот и овие промени секогаш се јавуваат во облик на чвор, нодус или кај пациентите познати како јазлиња, па тие многу често даваат оние структурни промени, односно пациентите често знаат да се пожела дека нешто во вратот, односно во грлото, најчесто така го манифестираат тоа, им смета, односно не им дозволува да лесно го имаат оној акт на голтање, за да подоцна, после некое време, доколку пробаат сами да видат што се случува, знаат на само палпација да почувствуваат дека нешто имаат во предел на вратот. Во таков момент, кога тоа веќе ќе го почувствуваат, за среќа се јавуваат кај своите лекари и доаѓаме до потребната дијагностика. И сега што е многу битно да се знае дека не секоја таква промена, чворче или јазли или нодус, како пациентите молуваат тоа да го кажат, завршува со ова најлоша дијагностика, односно со појава на тироидниот карцином. Пациентите треба да знаат дека ваквите чворови негде околу 15% од тие такви чворови знаат да завршат со појава на тироиден карцином, а за среќа сите останати сепак ги ставаме во групата на бенигни промени, односно бенигни заболувања. Добро, среќа што процентот е мал. Мал е процентот. Едно од заболувањата, односно орган, чие што ваков тип на заболување е така со добри прогностички предвидувања, односно завршува скоро секогаш со убав успех по однос на пациентот. Кога зборуваме за симптоми, односно како се манифестира, ги кажавте оние видливи знаци, односно јазлите кои што се зголемуваат, па можеме да ги напипаме, или пак нелагодност во голтањето, но сигурна сум дека постојат и други симптоми кои што не би не навеле на такво нешто. Така. Многу често може да станува збор и за една скриена форма на овие заболувања, односно имаме примери каде што и до 30 години може пациентот да живее со ваква промена без воопшто да знае дека боледува од ваков тип на заболувања. Дури многу пати се случува да случајно заради друг тип на интервенција што треба да се реши кај пациентот, се доаѓа до една ваква дијагностика, односно споредна дијагностика за тироидниот карцином. Меѓутоа, доколку пациентот ништо не почувствува, ги нема овие симптоми, тогаш многу често се случува да на оние систематски прегледи, кои што веќе за среќа кај нас се одвиваат скоро задолжително еднаш годишно, преку ултрасонографскиот преглед се дојде до почетна работа, односно почетна дијагностика која што лекарот понатаму ќе го насочи дека треба да продолжи со инвестигација. Така да прв чекор во поставување на дијагнозата каде што ова нема да имаме манифестни симптоми е ултрасонографската дијагностика. Секоја промена која што ехографски остава сомнеш дека нешто може да се случува во таквиот нодус или чвор, понатаму, ако видите дека е тоа со одредена големина или пак ако го следите на неколку контроли, гледате дека таа промена расте, понатаму бара да направите уште некои дополнителни исследувања. Следен чекор е да се направи скенирањето на тироидната жлеза и тоа најчесто се работи со радиоактивниот технициум пертехнатат, каде што
Скоро секогаш ваквиот тип на нодуси се скенографски ладни, ние ги нарекуваме нодуси, односно нодуси кои што нема да го прифатат овој радиоактивен препарат. Тогаш веќе задолжително, значи, ако имаме ехографски наод и скенографско вакво изјаснување, бараме да се продолжи кон една тенкоиглана биопсија, за да веќе 100% бидеме сигурни за што останува збор. Не секогаш ехото, значи, и овие ладни нодуси, пак ќе кажам тука негде од 12 до 15% завршуваат со дефинитивна диагноза за тироиден карцином, а повторно сите останати завршуваат како бенигни промени. Битно е да се знае дека постојат неколку типови на тироиден карцином. Така, јас би сакала само уште ништо да ве потпрашам до ово до сега што го кажавме. Можно ли е луѓе кои што имаат проблеми со тироидната жлезда, меѓутоа не ја контролираат, не ја следат во било кој дел од земјава, да се да речам, немаат контакт со лекар, тоа само од себе да се развие и да прерасне во тироиден карцином? Никогаш не можете да дадете точен одговор на ова прашање вие сега што ми го поставувате. Многу често кај и оние пациенти кои што доаѓаат на редовно исследување, каде што сме добиле прва класификациона група, значи веќе еднаш сме поставиле диагноза за бенигна промена, добиваме прашање од самите пациенти дали после неколку години тие може да се трансформираат и да станат малигни. Многу ретко. Исклучително ретко се случува такво нешто, повторно кажувам, кај некои одредени типови на карциноми, меѓутоа никогаш не можете да бидете сигурни дека нема да се промени. Пак ќе кажам, ретко е, меѓутоа не е и дека се исклучува можноста за такво нешто. Така. И сега можеме да кажеме какви се видови има на тироиден карцином? Така, постојат неколку типови на тироидни карциноми. Јас би почнала од оној кој што е наједноставниот и најчестиот, тоа е папиларниот тип на тироиден карцином. Понатаму фоликуларниот тип, медуларниот тип и анапластичниот тип. Сега тука негдека помеѓу овие се крие еден хртел сел карцинома, кој што меѓутоа за среќа редок, пак спаѓа во еден одреден тип на фоликуларен карцином, меѓутоа овие 4 се тие кои што се главните типови на тироидни карциноми. По збор 2 за секој, така, да ги разработиме, за да ги разработиме, бидејќи можеби пациентите ќе се најдат во некоја од овие групи. Папиларниот е најчестиот тип на карцином, наједноставен за третирање и со најдобри прогностички предвидувања. Се јавува негде кај 80% од вкупниот број, значи од оној мал број, значи 80% отпаѓа на овој папиларен тип на карцином. Возраста која што се јавува е негдека од 20-та до 60-та годишна возраст кај пациентите, меѓутоа мораме да напоменеме дека не се исклучува и порано да се појави. За жал, имаме и случаи каде што сме интервенирале кај детска возраст, значи кај деца тироидни карциноми третирање, а и може да се јави и после 60-та година. Меѓутоа, генерално, возраста е тука од 20 до 60%. До 60 годишна возраст. Третирањето оди со операција. И освен на пластичниот, значи сите останати тироидни карциноми одат со хируршка интервенција, значи со операција, задолжителна операција. Различни се типовите на операција, значи кој што е папиларниот тип на карцином, доколку промената е само во еден фокус од тироидната жлезда. Значи имате јазел со големина од 10 милиметри или 12 милиметри, се наоѓа само од едната страна на тироидната жлезда, тогаш се предлага да се извади, значи да се направи само еднострана тироидектомија, значи да се отстрани само страната од тироидната жлезда каде што се наоѓа овој тироиден карцином. Иако сме ние можеби малце поплашливи, конкретно кажувам и од себе, па многу често можете да видите како сме дале препорака и за тотална тироидектомија, односно да се отстрани целата тироидна жлезда. Зошто тоа го правиме? Затоа што сме некако помирни кога ќе отстраниме целата тироидна жлезда, дека нема, значи, доживотно кај пациентот ништо да се појави од другата страна. А може да се живее без тироидната жлезда? Може да се живее, бидејќи пациентот секако после оваа хируршка интервенција продолжува со тироидна субституција, односно со тироидни хормони. Што значи дали ако ја отстраните само едната страна од тироидната жлезда, што е објаснливо и
нели оправдано зошто се работи само така, или одстраните целата тироидна жлеза, како што сме ние малце можеби поконзервативни и поплашливи. Или предпазливи. Или предпазливи, можеби, да. Можеби тоа е најсоодветниот одговор. Значи, сепак не правите никаква грешка, ни во едната, ни во едниот, ни во другиот случај. Секако пациентот после таа интервенција завршува како секоја останата хипотироза, значи како кај третман, како кај секој пациент кој што има намалена функција на тироидната жлеза, односно потреба од субституција со тироидни хормони, односно со познатиот лек левотироксин или еутирокс кај нас. Тоа е во однос на папиларниот. И сега, ако се поголеми, ова кажав, во папиларниот карцином, ако се мали димензиите, доколку ако станува збор за поголеми димензии, тогаш веќе апсолутно не се дискутира, се отстранува целата тироидна жлеза, се дава радиоактивен јод, значи во доза која што се дава за третман на тироидни карциноми, тоа е најмалку 100 миликири кој што треба да се даде, доколку е промената, значи повторно само во тироидната жлеза, и после некое време, значи после 1 месец од апликацијата на после 1 месец од операцијата на тироидната жлеза, а 1 недела после апликацијата на радиоактивниот јод, повторно се продолжува со оваа субституциона терапија со левотироксинот. Дали терапијата оди до крај на живот? Оди до животно. Значи, задолжително оди до животно, заради тоа што немате друг начин како вие да го натополните нивото на хормони кои што до предходно вашата тироидна жлеза тоа го создавала. Следен тип на тироиден карцином е фоликуларниот, значи нешто можеби малку да кажеме под наводници поагресивен тип, меѓутоа сепак не тежок за третирање, кој што се јавува ке пациенти на возраст над 40 години. Отприлика негде инциденцата, значи од вкупниот број околу 10%, и овдека веќе значи нема дискусија, се оди со тотална тироидектомија, значи се одстранува целата тироидна жлеза, се оди со апликација на радиоактивен јод и потоа повторно со субституција со тироидни хормони. Тука може би најголемата тешкотија, кај овој фоликуларен тип на карцином, паѓа кај патолозите кои што треба да бидат многу прецизни за да може да ја дадат дефинитивната дијагноза за овој тип на карциноми. Понатаму доаѓа еден карцином кој што е, можеме да кажеме, единствен сигурен, кој што е фамилиарно наследен тип на карциноми. Тоа е медуларниот карцином. За среќа се јавува многу ретко, 5% од вкупниот број на пациенти. Карцином кој што не бара третирање со радиоактивен јод. Значи, тука веќе тие клетки не се сензитивни на овој радиоактивен јод, се оди значи со друг тип на терапија и друг начин на следење на овие пациенти. Додека кај пациентите каде што имате папиларен и фоликуларен тип на карцином, имате убави параметри како што е маркерот тиреоглобулин, кој што можете да го следите на секое доаѓање на контрола кај пациентот, па доколку тој видите дека не ве бендисува во оние референтни вредности во кои што треба да се наоѓа, знаете што треба следно да превземете. Кај медуларниот тип на карциноми немате апликација на радиоактивен јод, најчесто немате, некогаш се случува да дадете, бидејќи може да се случи некоја од клетките да биде виабилна и кон ваквиот тип на третман, меѓутоа тоа е исклучително ретко. Се оди со нова генерација на третмани, прво е хирургијата секако, а потоа со нова генерација на фармацевтици и понатаму, значи повторно, заради тоа што ја нема самата тироидна жлеза, се оди нормално со истата терапија од еутирокс, односно левотироксин. И последниот тип, анапластичен, кој што е најагресивен, кој што се јавува многу ретко, некогаш знае да се појави заради несоодветен или доцна следен некој тип од овие претходно што ги набројавме. Таму веќе доаѓа до една силна експанзија, раст на тоа тироидно ткиво, каде што операцијата е апсолутно контраиндицирана. Се оди чисто само со еден така наречен палијативен зрачен третман, каде што ќе можете да му помогнете на пациентот да може да има колку толку квалитетен живот во престојниот период. Инаку друг тип на лекување кај ваквите пациенти нема. Генерално сите анапластични карциноми завршуваат
се ретки за среќа и завршуваат со немног исход. Така. Може ли циста на тироидната жлезда да премине во карцином? Многу ретко, значи, како да кажам, нели речи се и невозможно. Цистите се чворови нодуси јазли кои што се исполнети нели со течност, која што при самото пунктирање, значи така најчесто ние ехографски претпоставуваме дека станува збор за циста, меѓутоа со пункцијата дефинитивната дијагностика е ставена, меѓутоа многу често цистите ги решаваме во исто време со пункцијата. Значи тие покрај тоа што има дијагностички значаи, имаат и терапевски значаи. Значи многу често се случува кога ќе ја боцнете цистата во еден акт да ја испразните и практично веќе да пациентот ви биде излекуван. Така да ретко, ако е тоа некоја циста зад која се крие плюс некое солидно ткиво во кое што имало некаков тип на од овие клетки малигни, па тогаш да се случи да се добие, инаку генерално одговорот. Кај канцерот, раната превенција е мощно значајна во понатамошното лекување. Предпоставувам дека и кај тироидниот канцер, месец септември беше месец во кој што се означи борбата против тироидниот канцер. Дали во Систина имаше повеќе пациенти како превенција за оваа болест? Така, месец септември е земен како месец на тироидниот канцер или месец во кој што се подига свеста за тироидните карциноми. Во клиничката болница Аџи-Бадем Систина секој ден или секој месец можеме да кажеме е месец на подигање на свеста на тироидните заболувања. Не е само тоа мај кога е месец генерално за тироидни заболувања или септември стриктно за тироидниот карцином, туку е тоа постојано. Така да нешто посебно дека можеме да кажеме дека баш во овој месец сме имале нели некоја поголема бројка, не бидејќи секој ден е постојано, бидејќи знаете дека тироидните заболувања сами по себе се во така еден голем број на заболувања. Меѓутоа, она што постојано го пренесуваме кај и пациентите и населението е таа PR едукација, нели ова што излегуваме на телевизија, па им кажуваме на пациентите како да ги препознаат симптомите, не само за тироидниот карцином или тие морфолошки промени, туку и они функционални заболувања, па матичните лекари со тоа што веќе и те како ги знаат каде да ги насочат пациентите, е еден начин на превенцијата која што нели е стартна за да можете да дојдете до оваа болест. Во последно време она што нарадува се тие чекап прегледи или менаџерски прегледи или класични систематски прегледи за различна група на население кои што ги вметнуваат исследувањето од тироидната жлезда. Значи, тука влегува ултрасонографскиот преглед, влегуваат тироидните хормони и веќе сте сигурни дека сте направиле еднаш годишно скрининг на голем дел од населението и сте предпазливи. Доколку постојат некакви знаци или сомнажи, ги повикувате да дојдат повторно на преглед. Ако е тоа нели сосем една здрава индивидуа, тогаш давате предлози за кога следно би требало да се јават пациентите на преглед. Така. Пред да ви се заблагодарам за гостувањето во денешната Алфа ординација, ќе ви подарам 3 списанија. Color Media е издавачот на овие списанија. Повелете, прочитајте нешто интересно, се надевам ќе уживате во слободните мигови, иако ги имате ретко, бидејќи на вистина кај вас има многу пациенти и многу работа. Во секој случај имате секако време и за вас и за семејството. Благодарам за гостувањето, се гледаме во друго издание на Алфа ординација.